Поштовани гледачи, добре дојдовте во отвореното студио на телеканал А1. Денеска е четврток, на само еден ден сме до една голема манифестација која што ќе се случува во нашето соседство во општина Радовиш. Наши ваша гостин е градоначалникот на Радовиш, господин Сашко Николов. Господин Николов, добре дојдовте во отвореното студио на телеканал А1. Добро ве најдов, благодарам за поканата. Еве, задоволство ми е за прв пат да бидам гостин и на вашата емисија и на вашата телевизија и се надевам дека ќе имаме и следни прилики за да подискутираме на повеќе теми од нашето секојдневие, од секојдневието на нашите сограѓани. Така, еден од поводите за кои што сте денеска тука е таа гурманска манифестација која што веќе неколку години ја спроведувате. На почеток добро е што успеавте од тоа јада да побегнете, питијада и така натаму, во секој случај по оригинално име. Веќе од 16, 17 и 18 октомври се деновите резервирани за оваа голема манифестација. Што општина Радовиш како домаќин предвидува да се случува во овие 3 дена? Па вака, да, веќе оваа манифестација е традиционална, трета година поред ќе ја организираме манифестацијата Самунием Татлија. И мислам дека се е подготвено да и овогодинешната манифестација помине на највисоко можно ниво и во делот на организацијата и во делот на она што еве како програмска содржина го нудиме на сите гости, посетители кои што ќе бидат дел од овогодишната манифестација. И се разбира, и оваа година нашите врвни мајстори во делот на самунот и татлијата ќе ги угостат со превкусните специјалитети кои што и впрочем се повод да ја организираме оваа манифестација Самунем Татлија. Како што реков, традиционална манифестација веќе прераснува. Интересна манифестација која што еве првата година ја организиравме како еднодневна, еве минатата година беше тродневна и се испостави дека баш оваа манифестација прераснува како манифестација која што е гордост на секој граѓанин на Радовиш, она што му фалеше на Радовиш, изворно промовира специјалитети во делот на кулинарството кои што се исклучиво нели како ексклузивитет за градот Радовиш или се својствени и може да се вкусат исклучиво во нашиот град, во градот Радовиш. Мислам дека и овогодишната манифестација ќе привлече доста гости, доста посетители, доста љубители на забавната, на народната музика, но секако и доста гости кои што се љубители на добрата храна во делот на самунот и сите специјалитети кои што ќе ги нудиме во самата понуда на самите угостители. Се потрудивме, еве, како општина во соработка со Здруженијето Смарт Спот кој што се јавува како организатор на оваа манифестација и сите други помагатели во делот на финансиите, во делот на логистиката, во делот на организацијата, да понудиме на вистина доста издржана, примамлива и интересна програмска содржина во делот на гостите кои што и уметниците кои што ќе бидат дел од манифестацијата. Еве, како што рековте вие, започнуваме утре со настап на музичките звезди кои што значат нешто во Радовиш. Сите тие таленти од Радовиш ќе имаат прилика да ги забавуваат гостите. Да вечерта ја завршивме со настап на Тамара Тодевска. Забавниот дел ќе продолжи еве и сабота со настап на повеќе фолклорни друштва од градот и сите тие збратимени општини кои што ќе бидат представени со своите фолклорни друштва и вечерта ќе ја завршиме со настап на балканската звезда Хариџиновиќ, а забавата ќе продолжи и по неговиот настап, односно до раните утрински часови. Сите гости ќе имаат прилика или задоволство да се забавуваат со музиката на Пајтоси бенд од Србија. Манифестацијата еве на еден начин ќе ја привршиме со третиот ден, односно недела, со настап на звезди од фолк естрадата ширум државата. Ја завршуваме со настап на Каролина Гочева со нејзин концерт во недела вечер, односно од 17, односно 19 час. Да. Очекувате колку гости? До сега некако математиката покажа околу 50.000 гости. Да. Со оваа плюс богата програма музичка која што оваа година ја нудите, очекувате ли истата бројка или надменување на оваа? Па со оглед дека искуството веќе го имаме од претходните неколку манифестации, со оглед на тоа што го нудиме како програмска содржина, очекувам дека оваа година ќе се надминеме во делот на гостите, во делот на бројката на гости кои што ја очекуваме и ќе ја имаме на самата манифестација. И поволно еве и за сите ваши гледачи е тоа што баш овој викенд метеоролозите предвидуваат на вистина убави температури.
И тоа ќе биде уште еден повод, еве, за сите, еве, и јавно да упатам покана, да бидат гости во Радовиш, да уживаат во програмата, да вкусат од специјалитетите и секако да ги запознаат убавините на нашиот град, на нашата општина. Да. Претходната година имавте и джиновски самон, дали оваа година ентузијастите ќе подготват некое такво изненадување? Да, и оваа година во делот на програмата е предвидено да биде подготвен најголемиот самун, кој што, еве, веќе сме во како да кажам, во завршни разговори и преговори со одредени фурни во Радовиш или одредени угостители кои што ќе бидат дел од оваа манифестација и значи и оваа година планираме да го на еден начин срушиме рекордот од претходната година, односно да го подготвиме како општина најголемиот самун. Така. Меѓутоа, ова е тие поубавите, повкусните гастрономски работи како проекти кои што ги работите. Истовремено општина Радовиш во последниот период е концентрирана на повеќе инфраструктурни проекти. Ние како телевизија, нашите екипи биле повеќе пати кога финиширале изградба на улици, изградба на пешачки патеки. Може ли генерално еве за овој изминат период да потсетиме, да кажете што како општина во овој дел на инфраструктура имате направено? Па да, јас лично сум задоволен од она што ние како општина во овој изминат период од кога јас сум градоначалник на општината успеавме да го постигнеме и да го реализираме во делот на инфраструктурните проекти. И самиот податок, нели, и самите аргументи и факти говорат дека сме на добар пат во целост да си го реализираме ветувањето кое што го имаме дадено пред граѓаните, односно на локалните избори. Ние излеговме со пишена верзија, односно писмени ветувања, програма која што ја ветивме пред граѓаните и еве податокот дека само за 2 години успеавме над 85% истата да ја реализираме. Говори дека сме на добар пат во целост да си го исполниме ветувањето кое што го имаме дадено пред нашите сограѓани. Исто така, за моје задоволство успеавме да реализираме дополнителни проекти кои што не беа дел од онаа програма со која излеговме пред граѓаните и ја добивме силната доверба и поддршка. Реализиравме над 40 проекти кои што беа во функција на решавање на одредени проблеми на граѓаните. Се реализира повеќе проекти во повеќе области на нашето општествено живење, и во делот на патната инфраструктура, и во делот на канализационите мрежи, и во делот на детско-рекреативните катчиња, во делот на образование, во делот на здравство. Значи, во повеќе сегменти успеавме да реализираме повеќе проекти. Сега не знам колку ќе дозволи времето да дадам и подетална елаборација. Еве самиот податок дека еве овие денови завршуваме навистина на еден капитален проект во делот на патната инфраструктура, која што е инвестиција обезбедена од сопствениот буџет на општината или инвестиција негде од 23 милиони денари баш во таа патна инфраструктура во делот на пробивање и асфалтирање на улици. Или се асфалтирани 5 улици во селото Јоргулица, улица во село Раклиш, улицата Дане Трајков и еве овие денови ја превршувам улицата Браќа Милодинови, како и кракот 6 ноември. Паралелно на тоа работивме на уште една активност, на реализација на уште еден проект, а тоа е поплучување со бекатон плочки на повеќе улици и во градот и во населените места. И таа активност, односно и овој проект е во завршна фаза. Овие денови ќе имаме прилика да целосно го завршиме и ова наше предвидено ветување пред граѓаните. Генерално оценката е дека повеќе од половината или повеќе и од руралните места веќе имаат асфалт и дека се стремите кон... Па да, се трудиме да направиме равномерен развој и во урбаните местни заедници, урбаните заедници во градот, но секако силен акцент ставаме и на населените места. И впрочем, поголемиот дел од проектите баш се реализирани во населените места. Еве, да почнеме од населбата Раклиш. Таму реализиравме доста проекти за овие 2 години во делот на довршување на фекалната канализациона мрежа, во делот на поплучување со тротоар, со бекатон плочки на тротоарските површини, изградба на детско-рекреативно катче, асфалтирање на улица во самото село и ред други помали активности кои што беа сојсни, еве само за едно населено место. Еве ќе дадам само уште еден пример, селото Ровица. Изминатите година и пол работевме интензивно на подготовка на проектната документација, но еве сега имаме задоволство веќе и да реализираме и да ги видиме делата на Виделина. Станува збор за неколку улици кои што беа веќе поплочени со бекатон плочки.
целосно реконструкција на спортската сала во склопот на училиштето, партнерно уредување на манастирскиот комплекс Свети Ѓорги, како и дополнително оплеменување со дополнителна урбана опрема, како и детски реквизити. Го завршивме Домот на културата во самото село, а сега благодарение на владата, на министерствата, успеавме да обезбедиме и дополнителни донации и за да реализираме дополнителни проекти. Кога сме кај обезбедувањето на грантови или искористување на сите тие потенцијални извори на финансирање, јас сум особено задоволен што општината Радовиш за прв пат, после, да не речам 5, 6 или 10 години, успева да обезбеди финансиски средства во висина некаде околу 70 милиони денари. Значи, сериозни средства кои што за прв пат, благодарение на таа посветена работа во делот на подготовка на проектната документација, веќе склучивме договор со платежната агенција. За рурален развој правиме. Кои проекти ќе ги финансирате? Па да, оваа година, ако минатата година искористивме само 10 милиони денари, оваа година само од агенцијата од платежната агенција, односно од агенцијата за рурален развој, користиме некаде околу 40 милиони денари. И тоа за асфалтирање и пробивање на улици во селото Ињево. Тоа е некаде улица во должина од 1,5 км, ширина на коловозна лента од 5 метри, како и дополнителни тротоарски површини. Тука е улица во село Злеово и секако кога сме во делот на платежната агенција, сакам да кажам дека во делот на развој на туризам, во делот на докомплетирање на содржините на манастирскиот комплекс Свети Ѓорги, ќе градим, односно веќе сме во постапка на избор на фирма, која што ќе ја гради пешачката патека од селото Оровица па се до манастирскиот комплекс Свети Ѓорги, патека која што ќе биде оплеменета со дополнителна урбана опрема, канделабри, клупи, канти за отпадоци. Значи, уште еден проект кој што ќе биде во функција на развој на овој така наречен верски туризам за нашата општина. Да. Имате ли проекти со прекогранична соработка? Влегувате ли во тие калкулации за жал, минатите години не сме успеале да обезбедиме одредени средства во делот на овие повици за меѓугранична соработка, но оваа година имаме сериозен партнер во општина Петрич, веќе имаме начални разговори, сме подготвени како општина да аплицираме со издржани проекти кои што јас сум убеден дека и по однос на тие повици оваа година општина Радовиш ќе биде една од општините кои што ќе користи средства од страна на европските фондови, односно од повикот за меѓугранична соработка. Меѓутоа, јас колку што се сеќавам, па имате од друга страна поголем број на проекти кои што ги финансирате од сопствениот буџет. Ако не грешам, нешто со здравствениот дом, набавка имаше, сега спомнавте, значи успевате како општина, колку е тешко да се реализира и колку досега од сопствениот буџет ги имате? Па да, доста проекти се реализирани и од средства од сопствениот буџет. Како што спомнавте, убаво е да ги истакнеме сите инвестиции кои што се реализирани од сопствениот буџет во делот на здравниот дом, односно 2013 и 2014 направивме сериозна инвестиција, некаде околу 13 милиони денари, средства кои што ги издвоивме од сопствениот буџет за целосна реконструкција и преадаптација на консултативно-специјалистичката амбуланта. Со сопствени средства 1.700.000 денари набавивме 3D ехоапарат, во соработка со управниот одбор на здравниот дом, со директор на здравниот дом, успеавме да направиме и дополнителна инвестиција во делот на енергетската ефикасност, целосна реконструкција на фасадата. Сега и најнова информација, односно најнова донација која што заеднички општината ќе ја направи со Министерството за здравство и Министерството за здравство, господинот Никола Тодоров, ќе биде набавката на мамограф, кој што на еден начин ќе допринесеме со дополнителна здравствена заштита, особено на жителите на Радовиш од понежниот пол. Така. Ги спомнавте и мултифункционалните игралишта и детските игралишта. Колку вакви како бројка, ако немаме, меѓутоа, која е вашата оценка? Доби ли секое село мултифункционално игралиште, каде што можат да се користат за повеќе видови на спортови и детските игралишта? Вака, значи, кога сме кај делот на спортот, јас мислам дека општината Радовиш е една од првите
неколку општини во Република Македонија кои што се може да се пофали со сериозен исчекор и сериозни резултати на секое поле. И во делот на инфраструктурата, и во делот на поддршката која што општината ја дава кај спортските клуби, но секако и резултатите кои што следствено на тоа ги добиваме и нели се на наше задоволство. Изминатите неколку години интензивно работевме да создадеме добра инфраструктура за спорт и рекреација на нашите сограѓани и благодарение на таа наша посветена работа во делот на инфраструктурата за спорт веќе реализиравме сериозни инвестиции и веќе имаме изградено неколку мултифункционални игралишта. Еве ќе почнам од она што се случуваше со градскиот фудбалски стадион, целосна реконструкција како на самиот спортски терен и на делот на собликувалните или инвестиција од 4,2 милиони денари од собствениот буџет на општината. Исто така, изминатата година успеавме да пуштиме во функција едно мултифункционално игралиште кое што е донација од Агенцијата за спорт и млади или инвестиција од 7 милиони денари. Тука сакам да ја дополнам инвестицијата која што општина Радовиш ја направи со сопствени средства за изградба на едно прекрасно мултифункционално игралиште на кое што сме особено горди, игралиште со гумирана подлога, со трибини, со рефлектори и кое што е на задоволство во функција на сите тие спортски рекреативци, любители на фудбалот, на кошарката и така натаму. Кога сме кај мултифункционалните игралишта, сакам да кажам дека 2013 ги изградивме мултифункционалните игралишта во Јаргулица, Злево, Калугерица и Војславци. Да, минатата година, 2014, успеавме на истите да ги надоградиме со професионално осветлување, значи со дополнителна инвестиција од буџетот на општината, за да тие исти бидат во функција и во вечерните часови. Впрочем, и тоа беше едно од побитните или по сериозните барања на овие жители од овие неколку населени места. Тенденцијата за инвестиции во спортската инфраструктура не ја запираме, односно напротив ја продолжуваме со исто темпо и оваа година веќе отпочнавме со градба на уште 2 мултифункционални игралишта во селото Тополница, кое што е населено со турско население, веќе отпочнавме фактички со градба на мултифункционално игралиште, она кое што е налик на оние типизирани проекти од Агенцијата за млади и спорт, а во селото Оровица градиме мултифункционално игралиште исто така со наши средства, налик на она кое што претходно е изградено во дворот на гимназијата Косто Сосинов. Еве, до крајот на оваа календарска година или до првите денови на пролета очекувам да и овие 2 мултифункционални игралишта ги ставиме во функција на жителите, односно на љубителите на спортот. Но исто така, сакам да потенцирам и еден битен факт, кој што се однесува на делот на спортот. Ние како општина сме главни финансиери на сите спортски клубови кои што екзистираат на територијата на општина Радовиш. Ќе почнем од ракометниот клуб кој што се надпреварува во најелитното надпреварување во Република Македонија во Суперлигата. Минатата година направивме историски резултат, пласирајќи се во таа плейоф завршница. Еве, оваа година направивме дополнителни консултации со спортските работници и очекуваме во најмала мера повторување на резултатот и најголемиот дел од средствата, односно 90% од средствата се на терет на општината или 4,5 милиони кои што ги одвојуваме од буџетот на општината. Тука е со сериозна инвестиција или поддршка и фудбалскиот клуб 3 милиони денари и она што успеавме да го направиме како позитивен исчекор во самиот фудбалски клуб, да ги привлечеме, да ги вратиме младите таленти, младите љубители на фудбалот, да бидат на градскиот фудбалски стадион, говори дека и тука сме направиле вистински потек, а и самите резултати, особено оваа година, од 7 кола, 7 победи на фудбалскиот клуб Плачковица, дава за право дека и тука сме направиле добар исчекор со донесување на одлука да ги помагаме и финансираме фудбалерите. Тука е борешкиот клуб Бучим Јака, кој што исто така добива некаде околу 800 до милион денари од буџетот на општината. И да не должам, и секој помал клуб кој што на еден начин екзистира на територија на општина Радовиш е поддржан финансиски и логистички од страна на општината. Да, кога сме кај спортот и образованието, каква е состојбата со институциите за најмладите, за градинките и школите во општината? Како општина, да почнам од основно образование и инфраструктурата која што е создадена или која што имаме ние како општина.
Изминатите неколку години општина Радовиш може да се пофали со сериозни исчекори и создавање на вистина на современи услови за одвивање на воспитно-образовниот процес, со оглед на тоа што општината заедно со владата на Република Македонија успеа да го направи за образованието на граѓаните, односно на учениците во нашата општина. Изминатите неколку години од темел се изградени три нови училишни згради. Тоа е нова зграда на основното училиште Крсте Петков Мисирков, дополнително крило во основното училиште Никола Карев, како и ново училиште во склопот на Орце Николов во селото Злеово. Не само тоа, како што кажав, со помош на средства од сопствениот буџет и секако со голем дел на средства од владата на Република Македонија, успеавме да ги во целост реконструираме сите подрачни училишта. И основното училиште во Равица Кирил и Методи, и Коста Рацин во Подреш, и сите тие подрачни училишта во склопот на Орце Николов во селото Ињево. И сега оваа година ќе го завршиме, односно ќе го заокружиме целиот циклус на инвестиции во образованието со изградба на нова училишна зграда за учениците во селото Покрајчево, која постапка е во завршна фаза и очекувам во скопот на манифестацијата да направиме и свеченост на отпочнување на работите за изградба на нова училишна зграда за учениците во селото Покрајчево и листата согласно динамиката која што имаме добиена од фирмата која што е изберена како изведувач, второто полугодие овие ученици од ова населено место ќе го започнат во нова училишна зграда. Да. Во делот на градинките? Да, убаво е да спомнеме бидејќи и таму направивме одредени зафати, одредени активности, одредени инвестиции, се со цел да ги подобриме условите и на нашите најмали сограѓани. Тука морам да истакнам пофални зборови и за самата директорка на детската градинка Ацо Караманов во Радовиш, која што е доста амбициозна и знае да го следи трендот и она што ние како општина го работиме и со заеднички сили да ги подобриме условите. Во делот на оплеменување на дворната површина со детски реквизити и содржини кои што се во функција на новие дечиња, ги оплеменивме и административната зграда и зградата која што е во склопот на детската градинка на улица Ило Алексов со инвестиција некаде околу 2,5 милиони денари за набавка баш на детски реквизити на новие две административни згради. Со собствени средства, собствениот буџет успеа да набават дополнителни реквизити кои што се потребни во самата детска градинка, како и да целосно ја реконструираме кујната која што е во склопот на детската градинка со набавка на нови клупи, на нови столчина. Сега сме на размислување од страна на градинката веќе изготвен проект и за третата зграда која што е во склопот на детската градинка Ацо Караманов. Ние си ја викаме во детско изворче, која што е до градското пазариште, да следната година испланираме и таму истата да ја оплеменеме со дополнителни реквизити кои што ќе бидат на задоволство на дечињата кои што се згрижени во оваа детска градинка. Исто така, во соработка со УНИЦЕФ и со Сдруженијето Лайфстар од Радовиш, го поддржавме проект, односно го продолжиме проектот кој што претходно бил финансиран од УНИЦЕФ за отварање на згрижувачки паралелки за деца од 1 до 5 години или првите 5 најбитни на свет. Тој проект кој што до 2013 година бил финансиран од страна на УНИЦЕФ и T-Mobile. Ние како општина го преземавме тој проект и во целост го финансираме и такви паралелки имаме отворено и во градот и во неколку населени места, во Јаргулица, во Калугерица, како и во селото Злево, и мислам дека и во таа насока како општина даваме до знаење дека се грижиме и за најмалите, секако и за највозрастните жители на општина Радовиш. Така. А има ли, се чувствували недостаток на деца или на Радовиш не се соочува со проблемот на белата чума? Како е низ годините? Вака сега, интересен податок добивме од детската градинка, особено при запишувањето на дечињата во детската градинка. Интересен податок, историски гледано, оваа година имаме за прв пат запишано најголем број на деца. Тоа пријатно не изненади како податок, но мораме да бидеме објективни дека она што ни се случува како држава, она што му се случува на регионот, секако не е исклучок и градот Радовиш и нашата општина во делот на првачињата, во делот на децата кои што се запишуваат како прв пат во основните училишта, бележиме пат на бројот на децата и се надам на ова охрабрува и дава оптимистички прогнози дека ќе
се потрудиме да и во ова насока створиме услови и наталитетот, но секако и генерално живењето на Радовиш и на граѓаните да го подигнеме на едно повисоко ниво. Така. Во делот на вашите активности се изградбата на канализациони и водоводни мрежи. Какво е задоволувачка? Кои проекти ги имате во оваа насока преземено или се во тек на подготовка за да бидат изградени водоводни мрежи и канализациони мрежи? Па да, силен акцент ставивме баш на решавање на овие клучни прашања, односно проблеми кои што за жал се присутни на територијата на општина Радовиш и во 21. век, да одредени населени места се уште немаат решено прашање во делот на канализационите мрежи, во делот на фекалната канализациона мрежа, одредени населени места или урбани блокови се уште нема решено прашање во делот на атмосферските води, но еве и тука сме на добар пат да генерално ги затвориме сите тие проблеми или тие прашања. Минатата година реализиравме проект, односно инвестиција во делот на атмосферската канализациона мрежа во делот на Урбан блок 26, која што инвестиција е веќе завршена. Спомнав претходно во населбата Раклиш довршување на фекалната канализациона мрежа. Сега веќе работиме на еден проект за довршување на канализационите мрежи во селото Ињево и во селото Покрајчево. Таму некаде, значи до крајот на октомври месец, целосно ќе бидат завршени овие канализациони мрежи и секако најбитниот проект во делот на решавање на овие прашања во делот на комуналната инфраструктура се изградбата на канализационите мрежи во селото Војславци, селото Калугерица и Урбан блок 9 и 9Б во Радовиш. Еве сега сакам да кажам информација, на значајна информација, можеби за нас како локална самоуправа и за мене како градоначалник, но уште позначајна ќе биде и за жителите на овие две населени места, дека постапката за избор на фирма која што ќе ја изведува канализационата мрежа и во Војславци и Калугерица еве ќе заврши. Денес беше аукцијата за Војславци, утре ќе биде аукцијата за Калугерица, еве останува периодот на жалби. Очекувам, значи, до крајот на октомври, почетокот на ноември, конечно го затвориме најбитното, најклучното прашање и најбитното барање на овие жители од село Калугерица и село Војславци или инвестиција. Сега зборам инвестиција која што ја обезбедивме како грант од Европската инвестициона банка преку Министерството за транспорт и врски, преку кредит, односно од Европската инвестициона банка, преку транспорт и врски и целата постапка ја водеше Министерството за транспорт и врски. Во оваа прилика само ќе ја искажам мојата благодарност на сите граѓани на Радовиш, особено на овие жители од овие две населени места, што сме на добар пат конечно да го решиме ова прашање или инвестиција некаде околу 800.000 евра. Кога сме канализационите мрежи, ќе остане да во наредниот период, после завршувањето на оваа постапка, отпочнеме постапка, бидејќи како општина морам да кажам дека доста време, доста енергија потрошивме баш на подготовка, кој што е еден од побитните сегменти, нели, да реализирате одредено барање или одредена активност на подготовка на проектната документација, како и за окружување на сите тие законски процедури, се со цел да дојдеме до постапка за јавна набавка и избор на фирма. Обврската на општината во делот на Калугерица и на Војславци е завршена. Овие денови и Министерство за транспорт и врски ќе си ја дозаокружи дело до врската за да избере фирма изведувач и нашата обврска во делот на подготовка на проектната документација во делот на Урбан блок 9 и 9Б е веќе целосно завршена, е аплицирана кај консултантите во Министерството за транспорт и врски и очекувам, значи, следна фаза на реализација на канализационите мрежи биде она во Урбан блок 9 и 9Б. Да. Уште едно еколошко комунално прашање кое што ги засегнува поголемите градови во Македонија, ако не и секое прашањето со пречистителните станици. Експертите повеќе пати сугерираат, апелираат дека нашите води се површински води и дека многу мора да се внимава токму со третирањето на отпадните води кои што потоа влегуваат во тој речен систем кој што површински води и реки. Докаде сте тука со изградбата на пречистителната станица во Радовиш? Па Радовиш е една од општините кои што ќе бидат во позиција да брзо го решат прашањето, односно една од првите општини кои што ќе го заокружи прашањето во делот на заштита на животна средина, односно изградба на пречистителна станица. Ако претходно беа Берово, Куманово и Прилеп, сега во вториот бран кој што
средства владата на Република Македонија ги обезбедува и ги донира како грант на нас општините. Сме во заедничка активност Радовиш, Струмица и Кичево и веќе тука сме во една напредна фаза на реализација нови сериозен и капитален проект и за Радовиш и за сите овие и за останатите две општини. Станува збор за инвестиција за Радовиш некаде околу 7 до 7,5 милиони евра, кои што, како што реков, се обезбедени како грант од Министерството за животна средина, Министерството за финанси, односно од владата на Република Македонија. Тука веќе постапката е отпочната, се распишани сите јавни набавки во делот на избор на надзорен орган, како и во делот на избор на изведувач. Еволуацијата сега во моментот трае и очекувам, значи, до нова година се склучи договор за избор на изведувач кој што ќе ја гради прочистителната станица во Радош и во овие две други општини. Значи, напролет очекуваме сериозни градежни активности за да во рок од една година успееме да во Радовиш се изгради прочистителна станица која што ќе биде доста сериозен исчекор во делот на заштита на животната средина. Така. Господин градоначалник, има уште многу теми на кои што би можеле да зборуваме, меѓутоа начелно мислам дека ги начнавме оние позначајни кои што се во моментов актуелни и повторно ќе кажам најактуелно тоа што треба да се случува веќе од утре и престојниот викенд Самун Ентатлија. За нас новинарите малку е покомплицирано да го изговориме тоа отколку да дојдеме на самиот фестивал и да уживаме во вкусот на Самунот Ентатлијата. Ви благодарам за гостувањето и времето што го одвоивте да бидете дел од отвореното студио на телеканал А1. Јас уште еднаш ќе ви се заблагодарам за поканата, да бидам дел од вашата емисија, да бидам гостин во вашата емисија, задоволството беше мое. Иако има уште многу работи кои што треба да ги кажеме за општина Радош, како што рековме на почетокот, ќе имаме следна прилика да и дополнително поразговараме за сите активности кои што се случуваат во нашата општина и на крајот ќе ми дозволите уште еднаш и на вас и на вашите гледачи да упатам покана уште од утре или 16, 17, 18 да бидат гости во Радовиш, да уживаат во програмата која што нудиме и секако да вкусат од вкусните специјалитети Самунот Ентатлијата. Така, ви благодарам уште еднаш. А вас, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое го следевте и ова отворено студио на телеканал А1. Останете на оваа фреквенција. Пријатно.